Мало обоснување, кај нас е вообичаено барам 15 минути да се чека, ама во случај сите се со набирени дневни распореди, говорниците, така што ќе почнеме со време. Јас само сакам да кажам накратко дека е совршено совпаѓање тоа што на оваа тема расправаме кога во парламентот веќе ќе почне да се дискутира, владата и владачката партија или најголемата опозицијска партија веќе дискутират за некакви форми на помирување, некакви форми на делумна амнестија, некакви комисии на вистина и помирување. Забележавме дека јавноста е помалку збунета од овие модели на решавање на проблемите, очекувајќи класична судска разрешница на сите прашања поврзани околу 27 април 2017. Но ова е навистина само едно совпаѓање, кое што сигурно не е случајно. Овој проект како нужен го замисливме јас и Гордан уште лани, кога работевме на сродна тема, која што, да не навлегуваме во темата, суштината дека и тој проект подразбираше некаква комуникација меѓу партиите. Забележавме дека таа невозможност да се комуницира или невозможност да се комуницира во јавност, дека представува парализа на нешто што се нарекува парламентарен систем. Во парламентарниот систем спротивставените страни разговараат, макар и за да полемизираат, макар и за да ги судрат собствените ставови или едната позиција да ја побие другата позиција. Значи, без такво нешто ние не можеме да зборуваме за парламентарен систем. Заклучивме дека дискурсот овозможува парламентарна празна форма, значи имате парламентарни партии седнати во една зграда наречена парламент, но нема вистинска расправа, затоа што има постојана взаимна дисквалификација и констатацијата беше дека дискурсот е потполно поларизиран. За таа потполна поларизација е карактеристична за револуционерни периоди, например, тоа би можело да се нарече јакобинска логика. Едната и другата страна бара исклучива правда и во таа исклучива правда бара исклучување на другата вистина. Единствената вистина е незината вистина. Потполното црно боење на едната или на другата страна е повторна јакобинска логика и свативме дека вие може да имате институција наречена парламент и со тоа празна форма на парламентаризам, но ако немате можност од вистинска расправа меѓу спротивставените страни, ако има взаимно боење во апсолутни бои на едната и на другата страна, вие немате нормален систем на парламентарна либерална демократија или барем парламентарна демократија. Значи, ако во времето на Груевски имавме и либерална демократија, значи либералните вредности беа речиси исклучени, блага диктатура и нагласен авторитарен стил, значи нешто налик на и либерална демократија, овде се случува некој чуден процес кај што можеби либерализмот не е под таква загроза, но од другата страна демократијата како суштина, значи расправа на спротивставени страни, диалектика меѓу црното и белото, не постои. Сега пак демократијата станува празна форма во облик на таа зграда наречена парламент, но суштината на демократијата, која што е диалог, уште од грчката антика па наваму, исчезнува. Се во ова заклучивме, кога го концепиравме проектот со Гордан, дека се во ова не може да се надмине со само мерки на политики. Нормално политиките создаваат структура која што ви овозможува трансформација суштинска и тие се неопходни, но
потребни се, нужни се поместувања во дискурсот, во јавниот говор, значи. Како е стигнато до оваа апсолутна поларизација? Преку контрола на јавниот говор или тоа што би го нарекол италијанскиот филозоф Грамши хегемонија на дискурсот, која ги воспоставила вредностите така што сега логиката на исклучивост владе. Значи, мора да се направи интервенција во јавниот говор и преземање на таа хегемонија, кај што определени други уверености и логика на јавниот говор ќе преовладат, а тоа е диалог, со тоа и диалектика и со тоа суштинска демократија. Сметаме дека ако сме во ваква драматична состојба, кај што е невозможно вистинската демократија да се практикува, дека навистина сме во некој вид на постреволуционерен период или ако не бил револуционерен, тогаш сигурно поставторитарен, бидејќи при секој излез од авторитарно општество потребни ви се комплексни механизми, само судската правда не е доволна. При излез, значи, од авторитарност, како и после секоја револуција, потребни ви се механизми на транзиција, односно транзициона правда. И ова е темата овде. Таа транзициона правда подразбира известна амнестија, комисии на помирување, признание како облик на помирување на спротивставени политички страни, нормално не исклучува и судски процеси, но ги има и овие други форми за кои што зборуваме. Сега овде сме да ги разговараме тие форми. Гордан малку ќе представи сега нешто од нашето истражување на оваа тема, па после збор му давам на Харалд и на крај Џабер ќе не искоментира ситуација. Добро. Институт за обществени и икономички науки Скопје подготвува една, да речеме, релативно пообемна не анализа, туку една позиција визави најавениот процес на помирување, кој што ние мислиме дека е фаличен, затоа што се темели на лажни премиси, ако можеме така да кажеме. Името на насловот на анализата ќе биде како да се помириме без да се дозамразиме. Бидејќи тимот на институтот сметаме дека така како што е поставен овој процес, така како што е наречен процес на помирување, дека всушност не дава доволно аргументи и доволно надежда дека ќе биде успешен. Релативно тешките травми из кои што помина македонското општество, и сега велам релативно, бидејќи концептот на транзицијска правда се бави со држави како Руанда, Јужна Африка, Аргентина од времето на хунтата и така натаму, значи релативно потешки, не релативно, апсолутно потешки случаи. Каде што после се инсталира тој тип на транзицијска правда и кој што трае, и е долгорочен, и е темелен, и е тежок, и е неизвестен и нема крај. Но токму релативноста на травмите во македонското општество укажува дека можеби тој тип на помирување и транзицијска правда ќе биде потежок. Имено бидејќи кога немаме ние големи ломови во општеството, се претпоставува дека големи групации од граѓаните, условно кажано завојуваните или поларизираните страни, можеби не мислат дека треба да се помируваме. Или можеби мислат дека се апсолутно во право и дека другата страна е апсолутно во криво. Оно што осеќам како одглас од оваа адхок комисија за помирување за настаните 27 април укажува дека граѓаните со одреден цинизам гледаат кон целата работа. Значи ја препознаваат, да кажем, логиката на, грубо да кажеме, пазар. Тоа премиер го кажува во име на повисоките цели, тоа е евроатлантската интеграција, но сепак целата приказна насловена како помирување. Ние ја преведуваме повторно цинично како амнестија, но идејата на владачките елити е тоа да го представат како помирување. Нашиот став е дека оваа комисија, конкретно за која што треба да излезе со некаков драфт закон баш денеска, тоест и вчера требаше, и завчера, и веќе последните недела дена, но никако не излегува, што може би е плод на некакво тактизирање.
Нашиот став е дека таа нема да може доволно добро и доволно ефикасно и доволно целисходно да го опфати процесот на помирување. Токму бидејќи се однесува на еден настран, се однесува на една група на луѓе кои што влегуваат во процес на помирување, една друга многу поголема група, да речеме водачката, ова е опозиционата најголема партија, не се согласува со тоа. Или прикриено се согласува, можеби, во име на нивните цели. Се разбира за овој тип на помирување, за да биде добро изведено, потребна е силна политичка волја од двете страни, од најмалку двете страни. И предлогот е дека тоа мора да се изврши на еден поширок начин. Значи со еден вид на, дали тоа се нарекува комисија за вистина, како што назначи КТ, дали нека вид на друг тип на комисија за надзор, која што ќе биде реално надпартиска, која што ќе биде втопена можеби во дел од граѓанското општество или во поширок општествен контекст. Бидејќи компаративните искуства покажува дека токму граѓанското општество во најширок смисла на зборот може да биде идеален соговорник, медијатор и олеснувач во приказната околу помирувањето. Особено доколку представниците на таков вид на комисија се луѓе што се заедно прифатени дека имаат нека релеванција во општеството, дека имаат, да кажем, морална позиција. Многу е тешко тоа во Македонија да се замисли, затоа што општеството е девастирано и многу е тешко да дојде вака на памет да замисли. Мојата авантура, условно кажано, во партија, укажува на тоа дека партијата е едно место каде што се радикализираат ставовите, дека се дорадикализираат ставовите, дека еден вид на бабл, еден вид на затворена средина каде што често учиме да го мразиме другиот. Само лесно да се каже така дека партиите се единственото зло во општеството, но тие се нужни, да кажеме во најрадикална смисла нужно зло, но таа комуникација внатре во партијата, големите влогови се поставуваат во македонското општество особено, каде што победникот зема се, а тој што изгубил практично е оставен на маргините на општеството и треба да чека следен изборен циркус, остава простор дека можеби токму во оваа комуникација или подобрена комуникација меѓу партиите може да се најдат процепи за евентуално подавање рака. Помирувањето е, или поделбите во општеството се тешки варијабли, она што нарекува социологијата. Тешки варијабли кои што бавно се менуваат, ако воопшто успеат да се сменат. И најпрво да разјасниме дека ова што се прави во парламентот во моментов нема никаков допир со што би се нарекло втемелена транзицијска правда. Ако остане ова, ние не сме завршили работата во македонското општество. Напротив, може да се јават дополнителни хаос во општеството, каде што помирувањето нема да биде цел за себе, туку ќе создава нови поделби. Но сепак, она што се прави во парламентот, доколку има нови исходични точки, понатаму, може да биде почеток на некако пообмислено и потемално помирување, се разбира доколку се направат следните нужни чекови. Втора поента, амнестијата како таква е и во теоријата и во праксата се покажала дека амнестијата како таква е најпроблематичниот аспект од традиционалната правда. Многу е тешко да амнестирате некој што многу сгреши. А ние можеме да поставиме големите теми, големите примери како Руанда и така натаму, Сиера Леоне, но навистина е многу тешко за жртвите. Жртвите се оние кои што многу тешко би простиле таков тип на политичка амнестија во име на некакви повисоки цели. Третата поента е дека жртвите или само перцепираните жртви, бидејќи во токот на традицијска правда се јавуваат и жртви кои што реално можеби во нашите очи не биле жртви, туку се појавиле како отпосле се појавиле. Жртвите се најрезилиентниот аспект од целиот процес на помирување. Тие се најотпорни во поглед на помирувањето, бидејќи не мислат дека треба на некој политичко ниво да се помириме, затоа што се осеќаат како жртви и дала некаква жртва. Четврто, правдата е тешко фатлив концепт. Таа е илузивна сама по себе, таа е релативна. Кој ќе кажеме дека нема правда, нема мир, тоа важи во општеството.
па дури и оние затоа и општествата се немилни, дури најразвиените општества што може да ги замислиме се немилни на темата правда. Затоа важно е тоа чувство на неправда во целиот процес на транзиција на правда да остане на маргините на општеството. Секогаш има луѓе кои што се осеќаат дека се неправдани и дека недоволно дека помирувањето недоволно задоволило правдата. Доколку останат на условно кажано маргините во смисла на бројка, би можело да се каже дека општеството на некој начин се пацифицира. И пето, поделбите имаат своја предисторија. Ако зборуваме за македонското општество, ние не можеме да кажеме дека 27 е чинот каде што се случија поделбите. Тоа беше најверојатно врвот на поделбите кој што резултираше со тоа што резултираше, но поделбите имаат своја предисторија и таа мора да се гледа детално и темелно во воспоставувањето на таа традиционна правда. Тука не мислам само на, не знам, претходницата во парламентот што се случи на 24 декември, која беа свалени претениците, тука и општата поставеност на партиите, политичките партии во општеството. Каде што политичките партии преку својата радикализација понатаму условно кажано го трујат членството и тоа се прелева на општествено ниво. Клиентелизмот во општеството, клиентелизмот врзан експлицитно со политичките партии е важен дел од поделбите. Ако вие сте 4 години или 10 години во опозиција и се ви одземено, тогаш се предпоставува дека ќе дојдете на власт, ќе се обидете да го одземете се на тие што до вчера били на власт. Тоа се прилично комплексни ситуации, но многу е важно да се детектираат точно во смисла од каде доаѓа извориштето на проблемите, за да може таа транзиционна правда евентуално да биде успешна. И шесто, парламентот е главниот или треба да биде главниот локус на еманципација. Тешко ни е сега во денешни услови зборуваме за парламентот како еманципирачки фактор, но тоа е местото каде што се среќаваат граѓаните во една абстрактна смисла, преку своите представници парламентарците, кај што дискутираат за своите потреби, го кажувам без цинизам, иако тука тие потреби ги знаеме дека значат интереси, некојаш и подземни интереси така натаму, но се предпоставува дека парламентот е тоа институционално тело преку кое што би можело во едни мирнодопски услови да се ефектуира традиционната правда. И при тоа инсистирам дека не мислам конкретно на овој парламент и не мислам на оваа комисија за помирување за 27. Шесто, седмо, волјата, дури да има волја на сегашните политички елити, која што ние ја гледаме дека постои експресија на волја за помирување, особено од владачки структури, треба да знаеме дека и самите владачки структури актуелните се дел од поделбите. Не само бомбите, како еден фактор кој што ги институционализираше на некој начин поделбите, туку целата предисторија на актуелните политички елити и владачката е вклучувам, се дел од поделбите и многу тешко ќе може да се изземеме од тоа во име на некаква транзитска правда. Оваа собраниска комисија, која што денеска имаме и која што е прилично обскурна, бидејќи не ги знаеме детајите што се случува, цело време се одржуваат седниците и така натаму, очигледно во име на некаква друга цел, создава еден чуден и привиден мир и ја прави Македонија од Македонија нетипичен случај во процесот на помирување. Ние овде имаме жртви кои што веднаш и речиси без барање на репарации, која што е една од основните, да речеме, барања во текот на традиционната правда, значи без барање на репарации се подготвени да простат и да помилуваат, начело со премиерот. Имаме насилници кои што така разиграени судницата, практично очекуваат нешто што може би им е ветено. Тие се подготвени без проблем очигледно да се извинат или да признаат вина. Имаме извршна власт која што преку парламентот на превезен начин е спремна дури да го преквалификува делото, што не е нејзина улога, се разбира, а судот е подготвен секоја со една улога да го начули кон политиката, а другото кон правото и правдата. Од друга страна имаме опозиција, формална опозиција, надвор од исклучените, која што покажува безкомпромисност и тврдост, иако може би под радарот се случуваат некакви преговори на таа тема.
И на сето тоа имаме јавност која што во големо мнозинство е против било какво помирување. Дури јавноста, и едната и другата јавност е против помирување, секоја со своите аргументи. Странскиот фактор молчи до исцрпување. Значи, ние многу малку видовме изблици на некој јавно ендорсирање или јавно поддржување од страна на она што нарекуваме корпус на странски фактори во Република Македонија, освен 2-3 изјави од страна на индивидуални европратеници. Значи, темата не е баш лагодна за ендорсирање од страна на меѓународната заедница. Во периодот што следи, македонското општество ќе биде исправено пред, можеби, навидно едноставна дилема, а таа е дали и колку правда може да биде жртвувана во име на мирот или во име на помирувањето. И ова се стандардни дилеми на секое постконфликтно општество. И се тука е она фина линија која што треба да се повлече за да бидеме задоволени во најголема. Ти земам од твоето предавање, од твоето излагање, па ќе ти видам тука. Океј, брзо ќе скратам за да можеме да отвориме емоции, да не се преклопуваме. Ќе ги скокнам морално-филозофските аспекти на правдата и помирувањето. Тие се и самата правда и помирувањето се непомирливи, че се во одредена тензија, целовеземена спрега. Колку правда, колку помирување. Колку ќе даете, колку ќе земете. Колку ќе се чувствува едниот дел од општеството загрозен, колку другиот ќе биде задоволен. Тука не постои прецизна вага која ќе измери колку правда, колку мир ни се потребни. Тоа зависи од проценката на политичките елити, од проценката од спрегата, тоест од односот на силите во општеството, па дури од геополитички аспекти, улогата на странскиот фактор во држави како Македонија и така натаму. Покрај овие морално-филозофски аспекти кои што ископнав, клучни си, јас би нарекол, практично имплементирачки аспекти на создавање на предуслови за објаснување на потребата од редуцирана или селективна правда во име на некаков мир или помирување. И за тука е особено важна таа вертикална спрега која што ја спомнав помеѓу политичките партии, нивните поддржувачи и граѓанството или граѓанското општество како колку тие, јас сега грубо ги нарекувам можеби отрови, кои што се целат од партиите, успеваат да бидат пропулзивни кон граѓанското општество и колку тоа е спремно да ги запре или да ги казни, условно кажано, политичките елити. Тука е потребна, тука е клучната медијација на сите овие нивоа. Внатрешни реформи во партиите, нива демократизација и пацификација, како еден одреден вид на транспартиски консензус, пишан консензус, дори има случаи каде што партиите се обврзуваат на некакви поведенија, пишано, кои што после тоа јавноста ги држи за отчетност. Медиумите и медиумската култура се неопходна мелодија во целиот процес. Значи, во нашиот случај тоа би значило еден вид на консензус помеѓу како да ги дефинираме, кредибилните медиуми, за одреден вид на остаркизам на фейк нюз порталите, на оние кои што хушкаат, на оние кои што долеваат масло на огнот. Потоа тука е важна силна и непристрасна улога на обвинителството и полицијата, особено во случаите на говор на омраза, особено во социјалните мрежи кои се јавуваат како нов феномен во транзитската права. Пакет без кој што не се може. На тоа се наврзуваат другите аспекти од традиционална правда. Фамозниот странски фактор кој што го спомнав, за среќа или за жал, јас мислам во овој случај повеќе за среќа, може да има одлучувачка улога овде. Затоа тивкоста е она што ми пречи, нивната тивкост. Бидејќи некаква морална позиција како пример што имавме, би можела многу да значи за македонскиот процес на помирување. Некаков актер, не знам, конкретен со искуство и со знаење и со повторно кажам морална позиција кој што би дошол од Обединените нации или со некој искуство од Јужноафриканска република и така натаму, би можел можеби да помогне да стои како еден вид на совест во целиот процес на помирување. И конечно почнав со амнестијата, ќе завршам со амнестијата. Амнестијата не подразбира заборавање. Таа е поврзана со признавање на вината и дури потоа простување, и тоа простување од страна на оштетената страна.
признавањето на вината може да се канализира по судски пат, но она каде што го кажа, во едно општество во кое што може би многу се крие, заедно судскиот пат подразбира дека индивидуална одговорност. Но кога имаме безмалку колективна некаква одговорност, многу е тешко сите да бидат во затвор и сите да бидат казнети. И затоа тој фин баланс е многу тежок, но може би е нужен за да ова општество оди понатаму. Премногу широко опфат на амнестијата ќе значи легализација и легитимација на идни и слични преседани, бидејќи амнестираните речат ако може вака, може следниот пат. Дори колку сме поагресивни, колку сме повеќе навлезени во поделбите, полесна ќе биде амнестијата. Од друга страна, претесен опфат ќе значи незавршена работа до закупување на партиските робови и незадоволно граѓанство. Значи, овде прекинувам да ме претарам. Не мислиш што помилување. Помилувањето не подразбира заборавање. Амнестијата. И тоа е смисла. Добре, сега ќе му дадам збор на Харалд, само пред тоа, бидејќи Гордан ја презентираше нашата студија, само да кажам дека студијата е недовршена, дека има прашања на кои што треба да се навратиме и да ги преиспитаме. Неговата констатација дека нашиот случај е атипичен е важна, особено затоа што, еве, например, оштетената страна, која што вообичаено бара или очекува репарација, после имате помирување, оштетената страна во нашиот случај се политички елити. А ние од друга страна, тоа не значи дека не сте жртви, но е атипична ситуација за транзициона правда, за нешто што треба да биде предмет на транзициона правда. Тоа е едната атипична ситуација која што ќе треба да ја проанализираме, но таа говори за таа нужна нормализација, бидејќи поларизацијата во општеството е резултат на поларизираност меѓу владеачките елити. Владеачките елити се тие што се поларизирани. И ова е, може би не Руанда, но ваква поларизираност на елити може да доведе до Руанда. Инаку не сме многу далеку според мен од Јужна Африка, затоа што и таму се работеше за излез од режим. Немаше војна и класични жртви. Значи, од еден авторитарен, автократски па и деспотски режим во друг, онаа констатација е важна. Тука наликуваме на ситуација на транзициона правда, која изискува транзициона правда. Значи, имаме маса на луѓе која што просто не можете како маса да ја осудите. Значи, од тие причини е потребно помирувањето, но оставено тоа на страна, поларизацијата на ова општество е поларизација на двете политички елити. И во таа смисла техниките што ги предлагаме треба да направат нешто да се помогне да се поправи ситуацијата. Ова е студија која што е во развој. Ќе имаме уште неколку панели, па после ќе излеземе со некако комплексно истражување. За сега само до партиите испративме едно до полиси мемо со некакви кратки препораки, многу базични за тоа што е транзицијска правда и кои механизми им се на располагање. И уште една констатација до ова, Гордан што го кажа, да не се сведе на 27-ми, затоа што поларизацијата има подолга историја во ова општество и нас не интересира, значи, тоа како по-глобално прашање. Сега, Карл, збор. The title I chose is how much transitional justice, because I think we're in a situation where among other things Gordan mentioned, I think one of the questions that has to be answered is really how much of all these measures that transitional justice encompass is needed in Macedonia in this context. Before we get to actually this, I should mention that
two things. A, transitional justice, well, Macedonia inherited transitional justice, if you want, as a sort of global, well, regional heritage of the aftermath of the Yugoslav wars. So ever since the end of the Yugoslav wars, we're speaking about measures of transitional justice in Macedonia too. Whether that's okay, I mean that is a discussion in itself. The second thing I'd like to mention is that there was already a failed attempt of societal pacification after 2001. So basically, the conflict in 2001 came to a pretty abrupt end in terms of societal debates with the constitutional changes, the implementation of the Ohrid Framework Agreement. But the essence of transitional justice debate, as Kate mentioned it, hasn't really happened ever since, and we can still feel the results from that. So when you said that the polarization between is mainly polarization between two political parties, well, I wouldn't quite agree with that, because there are several lines of rifts actually. But anyway, so in this recent case, we have the regime change. So after the regime change, what was implemented in terms of transitional justice is the Special Prosecutor's Office, the trials for April 2017, and the possible amnesty that is going to be discussed in Parliament these days. And there is the thing that's often forgotten. It's the totally. I don't understand the reasoning for it, but anyway, it's the power sharing system before elections that was accepted by the Prime Minister. I would also say that the recommendations of the PRIBE expert group do touch upon transitional justice. You probably know the measures, so I won't go into details about them. It's just maybe one thing, because in this whole debate until now, I didn't really see too much about the oversight institutions. The role of the ombudsman, of all the commissions, the anti-corruption commission, well, actually there are several independent oversight institutions. If transitional justice is taken seriously, these need to be reformed pretty rapidly and solidly. So let's go to what's missing. Transitional justice should always be about the victims. Victims should be the first issue. Not amnesty, not other measures, but what has been done to the victims and how do we fix that? So in principle, you need a human rights-based approach in anything you do in the area of transitional justice. And I would not agree with you when you say that the victims are the political elite. I mean, the victims of the previous regime are quite broadly. I was talking about April 27. Yeah, okay. But that's why, I mean, if we go back, because this is not about April 2017 only, the victims are quite broadly represented in society. So there is the issue of clientelism that Goran mentioned, which and the corruption that goes with it, that needs to be tackled if there is going to be somehow justice done to the victims, b a change in patterns. How do you do that? That's a different story. The truth-seeking I mentioned here as missing because there is the announcement of the Parliamentary Commission that there would be something, but we don't really know how it looks like, and we don't know how deep it will go. But what I absolutely miss is participation of citizens and inclusiveness. I mean, when we're focusing on victims, we should be talking also on focusing on marginalized groups, on
vulnerable groups who, within the whole system of being victimized, have a specific, well, they fall to the really bottom of the whole story, and they need to be included. I'm not putting women into the same category, but of course it's there as well, the whole gender. And what's missing, or what probably will be unavoidable in the future, is a new narrative for a country that might have a new name, we don't know, but probably it's going to happen. We need a new narrative which moves away from this absolute Jacobinist polarization, saying, you know, VMRO is Macedonia historically and in present. The partisans are Macedonia. UČK, well, they never claim that, but you know, kind of these absolute statements, and to come up with a new narrative for a national platform, national in the sense of inclusion of citizens-based, very broad kind of narrative based on the common things, on cooperation, on inclusion, not on exclusion. Now that's as far as my presentation goes. I'd like to react to one more thing two more things actually that Gordan said. When you said this vertical line of communication is important, and the parliament is the legitimate forum for deliberation, I'd like to question that a little bit. Because the parliament is what it is, and the reform of parliament will take quite a while, as we know. But I think what's needed in this society is our forms of deliberative democracy, which has to happen outside of parliament, between citizens. Now, there is no culture of debate. This is quite clear, and we see many fake debates happening. Also, these public discussions now about the constitutional changes, I'm kind of asking myself how public they really are and how participative they really are. But we'll see that. But I think deliberative democracy is something that a society that is about to redefine itself in the 21st century needs absolutely. And the other thing that is relatively problematic as a counter reality, or as a parallel reality, you mentioned media and their importance, and the fight against hate speech and fake news and all that. But there is something there that is very powerful in Macedonia, and that's the parallel reality of social media. We've all been affected by that. But there is no real instrument that has been thought to the moment about how not to regulate social media, and I think that's not going to happen. But to kind of counter these discourses in the parallel. Well, sometimes I'm not sure in Macedonia whether that's a parallel reality or whether Facebook is the real reality and everything else is kind of fake. But it is something that is doing a lot of damage. So I'll keep it there, and we'll do the discussion after. Thank you. Before I give the floor to Jared, I'm switch to Macedonia. Добро, да, тоа сакам да кажам, совршено си во право дека зборуваме за поларизирано општество, не за поларизирани само поларизирани елити, иако јас мислам дека општеството е поларизирано поради
таа поларизација на елитите, а проблемот треба да се баре, тука треба да биде тоа предизвик на нашето истражување, како е можно до тој степен поларизирани елити да имаме и како е можно до тој степен таа поларизација на елитите да влие на општеството, на обичното општество. Значи, што имаме ние конститутивна како карактеристика како општество што може да доведе до тоа. Инаку да, забелешката беше само за 27 дека имаме елита со елита. Еве последните сведочења потврдуваат дека ВМРО го има оркестрирано нападот, жртвата е другата политичка елита, која што во тој миг е нормално послаба, но сепак мора да констатираме дека кога се работи за тој ден и за тој настан, повторно зборуваме очигледно за раздор меѓу елити, ако очигледно дека има насилници и жртви во сето тоа. Но се согласувам, да, прашањето на поларизација е поголемо и сигурно не се сведува на 27. Гордан, нешто на забелешки да не можеш да... Па имам. Добро, на крај. Добро, тогаш на Џабир. Да, одговор. Добар ден на сите. Јас од сето искуство кое го имам како поединец и како дел од организација која во својот мандат и во своето искуство има многу активности кои се поврзани со оваа денешна тема, но и како бранител на човековите права би сакал најнапред да ви го честитам 10 декември, Меѓународниот ден на човековите права. Од овде ќе одам да отворам еден фестивал кој го носи слоганот Слобода, правда, еднаквост. И од тие премиси ќе го исцрпам и тоа што ќе го говорам во наредните, што е можно помалку минути. Јас секако дека се согласувам со констатацијата или со сознанието, а секако и со искуството дека помирувањето во Македонија не може да се ограничи само на тоа што е поврзано со 27 април минатата година. Но секако дека стои констатацијата која слушнавме и во јавниот дискурс, почнувајќи од изјавата на премиерот Заев, дека во 27 април се виде кулминацијата од поделбите во општеството, меѓутоа и во политиката. Тука би сакал да се вратам веднаш на самиот крај од тоа што го кажа пред малку Кате, или прашањето, би рекол повеќе реторичко, како е можно да дојде, да сме дошле до таму, да има толку поларизирани политички елити. Јас мислам дека тој одговор лежи во одговорот и на прашањето колку политичките елити се всушност групации на луѓе во чии активности, во чие дејствување и во јавноста, во општеството и во политиката е всушност криминално. Колку политичките елити се всушност проткаени со криминалното подземје, колку тоа е таргетирано од странски влијанија, па и странски агентури се разбира. И тука би можеле да го поставиме прашањето колку транзицијска правда, ама да прашаме колку пари чини транзицијската правда. Односно колку ќе не чини сите транзицијска правда која ќе биде неуспешна. Се согласувам со констатацијата дека транзицијската правда на тлото на цела Југославија, така и во Македонија, беше неуспешна. Го гледаме тажниот развој на состојбите во Босна и Херцеговина, гледаме што се случува со едно Косово, гледаме во колку тешка состојба се наоѓа и Србија. И се разбира другите земји кои беа погодени од распадот на Југославија и војните кои уследија, потоа не се исклучи од тоа, иако не мора да ги спомнеме веднаш.
не мораме сите списоци да ги истрпиме во секоја прилика. Тоа што е многу важно да се свати е дека во услови кога политичките елити се всушност мешавина, миш-меш од бизнес, криминални и други интереси, тоа што можеме да го очекуваме ако сакаме успех во овој процес е да ги впрегнеме и другите обштествени капацитети во овој процес. Но пред се треба да прашаме, да се запрашаме дали сакаме воопшто транзицијска правда. Зошто? Зошто транзицијска правда воопшто? Дали таа правда може да вклучи амнестија или не? Дали таа правда подразбира само помирување или пак потполно реорганизирање на општеството и воопшто системот? Тоа се разбира дека не може да се одговори на една ваква дебата, колку и да е таа научна и на неја учествуваат и од едната и од другата страна на оваа маса луѓе кои добро знаат и кои се многу искусни во сето тоа што се однесува на оваа тема. Јас би сакал да се сетиме сите заедно на Нелсон Мандела и на неговата мисла објавена во Патот до слободата, каде што вели ако сакате да постигнете мир со непријателот, треба да работите со непријателот. Потоа тој станува ваш партнер. И сега работата е во тоа дали ние сакаме да работиме со нашиот непријател. На било кој ниво да зборуваме, во било кој сегмент од општеството или од политиката. Дали сакаме да постигнеме мир со нашиот непријател или ќе одиме до истребување. Политичката култура во Република Македонија веќе подолго време, ако не и цело време, се заснова на стреме слика или само дел од тоа што е парламентот. И тој е многу лош, тој е многу неуспешен. Тој остана да биде збирштина од партиски интереси кои се диктираат од кабинетите на поединци или мали групи на луѓе, претежно мажи. Тоа се разбира дека како кога зборуваме за помирувањето е во една поофицијална форма, парламент, закон, судови и така натаму. Се разбира дека помирувањето подразбира и амнестија. Тоа се разбира дека подразбира исто така и широк општествен, медиумски, културен и друг тип на процеси кои треба да ги приближат страните, да се соочат со вистината и со фактите, а потоа да најдат начин, како во мислата на големиот Мандела, да работат заедно. Помирувањето е работа и тоа тешка и напорна, ако не и деноноќна работа, во која вие морате да ги најдете сите суптилитети во кои општеството е контаминирано од омрака, поделби, злостојства и криминал. Сето тоа мора да се изнивелира на начин кој на општеството на подолга патека, ако не за секогаш, му даде еден друг тон, една друга патека во која разликите се израмнуваат со дебати, со правда, со право, владење на право, демократија, почитување, максимално почитување на човековите права и слободи. Бидејќи помирувањето сепак е еден аспект многу важен на тоа што подразбира почитување на човековите права и слободи во една земја. Како што е исто така соочувањето со минатото, една исто многу битна категорија филозофско-политичка која е гледана во светските пракси, негде успешна, негде неуспешна, во Македонија прилично неуспешна, но која е дел од еден покомплексен, сериозен процес на помирување во едно општество. Тоа
нели подразбира вклучување и на поединците и на групите во општеството и најмалку подразбира оставање на официјалните структури кои во своите раце ги имаат инструментите за раководење и за носење одлуки и нивно спроведување. Најмалку. Тука треба да биде академијата, тука треба да биде граѓанското општество, тука треба да бидат медиумите, тука треба да бидат опинион мейкерите и други важни луѓе и групи во општеството. И тука исто така морам да кажам само на самиот крај, дека во последниот пасус, предпоследниот пасус од излагањето на Гордан забележав нешто што мене ми беше чудно. А тоа беше дека тој вели дека амнестијата не подразбира заборавање, таа е поврзана со признавање на вината и дури потоа простување, и тоа простување од страна на оштетената страна. Јас овој термин амнестија во оваа реченица, во оваа мисла, го подразбирам како помирување. Амнестијата е дел од помирувањето, а не обратно. И се разбира на овој начин, се разбира дека ми останува уште многу да разговарам со Гордан и може би уште нешто да научам. Што се разбира води кон мојата последна порака во обраќање. А тоа е дека помирувањето подразбира многу учење. Многу учење за другиот, за мотивите на другиот, за потребите на другиот, за стравовите на другиот, за да можеме да дојдеме до помирување. Благодарам. Мала Джабир, ова беше инспиративно. И фала што го спомна Мандела, нормално не само затоа што е некаков символ на транзицијската правда, како успешна изведба и како еден од незините профети на крајот од минатиот век или проповедници, како би се рекло, од крајот на минатиот век, туку и ме подсети на една книга од Дерида и на фактот што Гордан спомна дека ова е филозофско прашање, исто толку колку што е и правничко или правно прашање. Книгата на Дерида се вика Дон е пардон, значи дар и прошка. И јас имав среќа во далечната 99-та да ги следам тие предавања на Дерида кои водеа до таа книга. Целата поента беше на формата на правда, анализата на Дерида на формата на правда што ја испорачува Мандела е дека е на некој начин нешто што е од онаа страна на правдата. Ти, Гордан рече, имаш помирување, имаш правда. Прашање е дали можеш да имаш правда ако имаш помирување. Нешто многу слично тврдеше и Дерида во текот на тие предавања, дека од правда, во смисла калкулација, колку си сгрешил, толку ќе платиш и сето тоа, мора да одиме, ако го следиме моделот на Мандела, мора да одиме од таа страна и на некој начин прошката е подарок кон другата страна. Се е преголема симплификација за тешка книга од тежок филозоф, ама просто ме подсети и твоите поенти беа слични на овие што ги слушав во текот на тие предавања и не би било лошо да заклучиме со Јас би сакал да дополнам само ако е можно, особено во доменот на тоа што го зборуваш за Дерида, сигурен сум дека таму има и многу по-комплексни послоевити разработки на оваа пракса и на оваа филозофија. Но исто така мора да се знае дека без оглед на тоа колку е успешен моделот во Јужна Африка, например, ние мораме да знаеме дека потребата од дефинирање на помирувањето, на амнестијата, на сите останати категории кои се поврзани во созвездието на оваа тема, ние треба да знаеме дека дефинирањето зависи од согледувањето, длабокото согледување и сознавање на
обштествените и политичките прилики во една заедница каква што е Република Македонија. Значи, таа мора да ги следи сите сутилитети, сите специфични реалности, колку и да се тие паралелни или пак вкрстени и многу често спротивставени. Заради тоа е важно да имаме предвид дека успешните модели не мора секогаш да бидат успешни и во нашиот случај. Мораме самите, што повторно не носи до повикот за учење, мораме самите да научиме како тоа да направиме. Да, секако не мислев на моделот, мислев на кредото на моделот, кој е многу начален принцип. Сега, не знам, би ви дала збор еден со друг, ако имате уште нешто да си кажете, некој мога да си коментира и да си простите. Добро, за ова што го каже Џабир, мислам дека иако не се дел од транзиционното право, сериозни интервенции, односно реформи во образованието, го имаш кажа, во законот за финансирање на партии го има ова е прв чекор, но целото прашање на пари во политиката. И се што е поврзано таму, криминалот, перење пари, финансирање на изборни кампањи без крајни, за мене е инклузивен дел од сето тоа. Не може да напредува ова општество ако не се среди тој аспект. И пак се вратам на ова дека апсолутната вистина која ја рекламираат разни актери во на ова поле треба да се надмине. Прашањето е како, и јас мислам дека, не знам кој од вас го спомна меѓународниот фактор. И двајца. Да. Не знам дали ова некој, мислам Јужна Африка, окей. И таму прашањето е веќе колку е успешна Јужна Африка денес. Нели колку од тоа се должи на транзиционата правда и колку не. Мислам дека ова дискусија уште долго време нема да биде затворена. Но неопходно е за мене, ако да успее било каков вид на транзициона правда, неопходна е многу сериозна анализа на контекстот. И тоа од меѓународен играч, еве гледаме дека и последните 3-4 интервенции беа на најмала рака проблематични. Само кратко, меѓународниот фактор сега, ние сакаме да признаеме или не, меѓународниот фактор тој кој што така го идентификуваме, има одредена повеќе или поголема или помала одговорност и во кумувањето на лошите практики, значи преку нечинење во текот на периодот, и се разбира во разрешувањето на кризата, условно кажано, преку чинење. И од тој аспект јас го спомнувам дека едно, да речем, пристојно влијание на оваа тема можело да биде добре дојдено. Како што мислам дека има веќе консензус во голем дел од општеството дека улогата на Прибе, извештајот на Прибе беше онака вистинската грда слика за Македонија, која што од денес сите разбравме, бидејќи не каже некој што се вика Рајнхард. Така? Да, стварно. Дека не го знаевме тоа. Само уште една реченица околу политичките елити. Во Македонија веќе е абсолвирано каде е исходиштето на проблемите, зошто политичките елити, партиите или нивните партиски зданоци се можеби главниот автор на поделбите. Постои длабоко недоразбирање помеѓу политичките елити. И тоа не е базирано на идеолошка диференцијација, туку на, јас тоа нарекувам, преголемите влогови.
секоја елита која ќе замине од власт создава одредени празни места, создава одредени дупки, да кажеме, или спреги на влијание, кои не дозволуваат на правната држава и на владењето на правото да се отворат. Тука имаме еден премочен консензус меѓу партиите. За да не се лажеме, премочен консензус постои на темата финансирање на политички партии. Се може да се случи, да се сруши се, финансирање на политички партии е табу тема. Прв пат сега се отвара со, не знам, Таня. И тоа е добро отварање, бидејќи се надевам ќе направи преседан за следните. Имаме премочен консензус за изборниот модел. Големите партии, порано големите 4, двете албанските македонски, има премочен консензус како ќе биде изборниот модел. Имаме неверојатно неможност за нормална циркулација на елитите. Мирна циркулација на елитите. Што е овако основа во секоја демократија, репрезентативна демократија. Значи, ние ако добро се сеќавам, само 98 година имавме нормална циркулација, каде што владачката структура ја предаде власта без преговори тензии, која Љупче Георгиевски стана премиер. Сите други изборни циклуси 2006. Добро, ама повеќето изборни циклуси биле со високи тензии, огромни тензии. И повторно ќе споменеме тоа дека дел од тоа е длабоко вкоренети од клиентелизам во општеството, кој што особено во политичките партии, каде што после секој избори победникот зема се и тука се воспоставува една политичка култура на конфронтација и трпеливост. И се овој коктел создава високо поларизирано општество. И затоа тука ние ги гледаме улогата на политичките елити и нивните подржувачи преку медиумски пелјаници, културата на автоцензура и така натаму. И тоа создава еден грд коктел кој што е всушност авторот или главниот автор, може да се каже, на поделбата. Добро, остана прашањето како го разбираш тоа. Причината како да се разбираш, законот за дел по дел, да го цивилизираме, законот за финансирање на политички партии. Новиот закон, кој што јас не мислам дека е лош, без разлика на критиките, па дури овие преседани со СЈО, кои што преседани во позитивна смисла, ако се доведе до крај овие случаи, ќе направи сериозен преседан. Нема да му текне на следниот генерален секретар на политичка партија да злоупотребува пари. Бидејќи ќе знае дека веќе преседанот да направи, и веќе тој консензус се некој начин разбива. И така натаму. Да, сега на публиката сега ќе дадем збор. Да, само за странците. Нешто за странците да кажам. И аз за странците да кажам, и ти дадам да кажеш за странците. Прво, не е вообичаено, напротив, честа пракса странци да председаваат со комисија на помирување. Особено ако овде е елитите, значи не зборуваме само за политичките елити, партиите кои држат власт, туку и елитите околу нив. Општествените елити се до тој степен поларизирани и вие не можете да најдете човек на кој што општеството му верува дека е над. Значи, најпрвено таа причина, затоа што тоа е некаква востановена пракса и не за џабе востановена, функционира во поделени општества. Тука, значи, странци во смисла на улога председавачи на комисии, осмислувачи на процесот и сето тоа, а не знам, Брисел интервенира политички и слично. Туку просто само следење на една воспоставена пракса, едни насоки дадени од Обединените нации, кои што јасно стои препорака дека председавање со такви комисии или по гломазно учество на странци во такви комисии е прагматично решение во најмала рака. Второ, апропо нашите поделби и коментарите на странците, јас нема и двата коментари не смем да ги цитирам, не знам да кажам од кого доаѓаат, но доаѓаат од познавачи на нашето општество, добри познавачи на нашето општество. Еве само ќе ја спомнам последната институција кај што бев и кај што го слушнав потполно истиот коментар за нашава поларизираност и вистинско исчудување околу таа поларизираност. Во Берлинскиот Европски совет за надворешни работи
разговарав со неколку луѓе таму кои што се стручни за нашиот регион и за Македонија, и тоа исчудување дури рекол би нарачена антрополошка студија за да ја разберат таа исклучивост на говорот, тој јакобинизам што го нареков, тоа црно-бело боење на нештата. И ова беше интересно што го спомнам, зашто кај вас вакво секогаш е важно кој е на власт, каква личност е на власт, а никогаш како се практикува власта. Кај нас, мислејќи на Германија, ние гледаме дали судот функционира добро, дали не знам, нивното УЈП функционира добро, а дури отпосле дознаваме ако воопшто ни треба кој е начело на таа институција. И најверојатно после брзо ќе заборавиме. Значи, разликата е следнава. Имате обезличени, деперсонализирани институции, кои што како апарати совршено или машини совршено функционираат, од овде, веројатно, како последица на некаков балкански фолклор, ние имаме херои, имаме негативци, начело на институциите или надвор од институциите. Ова беше така парафраза на еден странски коментар, но може би некој кој што со такво непристрасно око се исчудува над нашите состојби и политички обичаи, би бил соодветен арбитар. Одговорот на тоа е, голем дел од одговорот е дека Германија е крајно децентрална држава, федерална држава, во која моќта не е на вистинската моќ, со посебно парите не се на федерално централно ниво. Според него тоа беше прашање на антрополошка анализа, може би во право, може би на повеќе англи. Добро, сега да оставиме простор за прашање. Джали сестраци. Ајде, кажи. Ама имаме време. Ќе си кажам ја што имам низ прашањата на други. Кажи за страците. Стварно публиката е... Ама има време. До 11 можеме некој. Добро, ја повеќе сакам да зборувам за тоа дека во Македонија препознаваме еден колонијален менталитет. Не само на ниво на политичка култура, туку и воопшто во политиката и во институциите на државата. Многу често, ако не и пречесто, се подпираме на тоа што мислат меѓународните представници во земјата, што мислат меѓународните институции и така натаму. И се разбира тоа што ќе го слушнеме, кога ќе појдеме таму по мислење или по насоки или по било што, по команди, по затворени пликца со решение за тоа кој ќе ви биде градоначалник на главниот град, например, и така натаму, не зборувам за Македонија. Со тоа сакам да кажам дека цел Балкан страда од тој колонијален менталитет. Кога ќе се вратиме назад, обично не го правиме тоа, туку правиме нешто сосема различно или дури спротивно од тоа што ќе го добиеме како насока. Никогаш немаме предвид дека меѓународните представници секогаш почнуваат и завршуваат со реченицата дека тоа треба да биде решение кое произлегува од потребите, од концептите внатре во заедницата или во земјата, освен нели за некои други стратешки. Да ти одговорам на погледот, Харалд. Обично тоа и не се случува. Јас со ова сакам да кажам дека ако советот или дури и притисокот беше да се започне пржинскиот процес таков како што се започна, имаше огромен, ако не и неограничен простор да се каже не или не вака. Затоа што пржинскиот процес беше еден вигвам, затворен, испотен од машки поглавици на завадени племени, во кое белиот двана дошол и ги смирува и на крај им даде луле да попушат
И дојдовме до таму. Можеше да се каже поинаку. Вигвамот нема да биде само за 4-5 души, туку ќе биде на пољана со многу по-голем број учеснички и учесници. Ќе биде поставен врз основа на правда и право, па нека биде и помирување, меѓутоа и делум на амнестија, меѓутоа правда и право пред се. Дека нема да биде преговарање и трговија, туку ќе биде нешто што го бара граѓанките и граѓаните на земјата, а тоа е демократија, слобода, еднакост и сето тоа што се подразбира во тој процес во кој луѓето беа излезени на улица. И мислам дека Пржинскиот процес е еден од примерите за недоволно добро сватена порака. Еден недоволно добро истеран процес кој требаше само вештачки да ги пацифицира различните возбудени страни во општеството, но меѓународната заедница исто така е нешто категорија на која и должиме и многу успешни, добри потези од американската определба да ја негува македонската сувереност и независност, да ја штити, завршувајќи со 2001 година со Охридскиот договор, кој колку и да има некакви проблематични делови за едни или за други, имаме една ситуација во која ние сопревме конфликт кој можеби ќе траеше до ден денешен или ќе уништеше тотално земјата со поцена на многу животи. Тоа е нешто кое треба да им го благодариме на токму тие што ги нарекуваме странци. И многу други постапки и процеси кои, за жал, како мала земја, и не можеме да не ги очекуваме од поголемите и оние што се подобро организирани и се разбира побогати. Добро. Џебир, сега, ако има прашање, некакво брзо прагматично решавање на моменталните проблеми и некакви решенија кои можеби подоцна се гледале како некакви кратковиди, можеби, решавање на проблемите, бидејќи со себе носеле доста трупање на некакво ѓубре, некакви остатоци под тепих, кои се приправаме дека одреден број луѓе во замена за одреден број гласови за уставните промени. И само уште еден коментар на тема 27 април. Не се согласувам дека 27 април е само случај каде што беа жртва и нападнати политичките елити. 27 април беше една сериозна траума за сите нас. Затоа е смешно денес кога гледаме дека некој тамо сведочи дека не знае каде бил на 27 април, а бил главен во УБК. Јас стварно мислам дека нема нормален човек во држава кој не знае каде, кој не се сеќава каде бил на 27 и кој што не се сеќава што чувствувал и што гледал таа вечер. 27 април се разбира дека не беа жртва, пазете, затоа и се вика државен удар. Од државен удар страдаат буквално сите што се во една земја, односно добиваат оние кои го изведат успешно, подуслов да го изведат успешно. Инаку, што се однесува до циничното, иако добро подковано и оправдано прашање, на што ги темелиме ние нашите очекувања дека процесот на помирување ќе заврши успешно. Од моја страна, поединечно јас можам да кажам дека немам очекувања. Напротив, не ни мислам дека ќе се изведе помирувањето или процесот на помирување успешно. Меѓутоа, јас мислам дека процесот на помирувањето е нешто што е континуирано, нешто кое зема повеќе или помалку замав, зависно од објективни и субјективни околности внатре во општеството, во државата.
Јас сум убеден дека во првите година, 2-3, ќе гледаме многу повеќе амнестија, пазарење, алъш-веръш во политичкиот дискурс, но тоа што очекувам и мислам дека за тоа постојат индикации дека за такво нешто постојат политичка волја, па дури и капацитети и ресурси во земјата, а тоа е процесот на помирување да се расшири во сите сегменти во општеството, почувајќи од оваа маса и од овој блок па натаму. Значи, тоа верувам дека постои. И тоа што ќе го гледаме во парламентот, во кулуарите, по судниците, по партиите, по владата и така натаму по институциите, ќе биде многу важно да го согледаме, да го разобличиме, да го разоткриеме како такво, какво што ќе биде. Знаеме одма, знаеме дека и ти знаеш. Меѓутоа да покажуваме со прстот, тоа е вака не. Но да бидеме одлучни, да ја имаме ние нашата волја, секој од нас, во тој процес на помирување. Да, вака не, но јас ќе продолжам со мојот начин. Јас ќе продолжам со мојата гласност, со нашата гласност, во таа смисла. Знам дека звучи многу оптимистички, но... Да, Гордан, затоа што ти одговори по-конкретно. Мислам, твоите резерви на некој начин се и негови резерви во пейпер. Во еден момент имаш нешто што беше коментар практично на моја интервенција, затоа сакам да објаснам. Значи, од аспект на формална правда, значи, субјекти што можеш во суд да ги идентификуваш и кои би барале потенцијално репарации, тоа навистина се политички елити. Нормално народната маса која нападнала нормално, според мене нормално и мој впечаток е вака само алатка на друга елита. Заради тоа го гледаме како судир на две елити. Но од правна гледна точка субјектите што би биле интерпелирани на суд би биле луѓе кои што се пратеници, така. Значи, општествена елита визави обичниот човек. Но ти се совршено во право, па видиш таа траума е поголема и таа траума е општествена и од таа траума сите страдаме. Но мојата или твојата траума од тој настан е невозможно судски да се процесира. И заради тоа ни требаат алтернативните инструменти на транзицијска правда. Значи, само да се објаснам практично сме на иста линија, само разговараме за инструментите. Гордан? Не знам дали таа изјавата на Али Ахмети во интервјуто. Сега пред... Кај што тој вознемирен, чувствува некој немир, а секојаш кој Али Ахмети чувствува немир, се тресе државата, а вознемирен заради тоа што не е сигурен дека транзицијската правда, наречена 81 пратеник, 80 пратеници, ќе успее заради тоа што некој во време профункционирала можеби друга правда или индуцирана правда заради некој друг што избегал умеѓу време. И сега тука се сериозни математики и сериозни немир. Јас го разбирам, тоа сега сум намерно циничен. Тоа ми беше вовед во, што кажа Ана, околу 27 април, дека не е само помирување за политички елити. Почетокот на процесот на помирување, евентуалниот возможен процес на помирување, е да се договориме дека ова што се случува сега нема врска со помирување никако. И дека оваа комисија која што постои во парламентот нема никаква блага врска со било како помирување. Ако тоа го сватиме, пошироко ќе ни ги замачкаат очите. Или го кажат, еве, ние се помиривме, тие 8 души ќе кажат супер, овие другиве 25 кои што не се во делот, тоа ќе речат, за најверојатно ќе замижат бидејќи и нивните интереси се тука, и повторно ќе имаме еден консензус, тесит консензус помеѓу политичките елити, кај што ние ќе бидеме, сега ние граѓаните, преведени жедни преку вода. Значи, првата работа е да сватиме дека и да го препознаеме, да го кажеме јавно. Јас, например, ќе едва чекам да заврши комисијата со законот за амнестија што иде тоа и ќе се обидам кај што можам јавно, пишано, усно и така да кажам дека немој да налажете дека ова не е помирување. Ако сакате да се помируваме, ајде да почнеме да се помируваме. Сега во таа смисла околу цинизмот на странците. Тоа е тоа што е коштавање под тепих. Несомнено тоа. Но
И така ќе биде, бидејќи знаеме како функционира тоа, да завршиме работата, па ќе видиме што е следно. Нас не е потребно ова. И сега тука помирувањето, тука треба една повторно кажам индукција. Дај Боже таа да биде да има едно монолитно граѓанско општество на таа тема, но винаги да ги влечеме. И влечеме политичките елити со институционални, со предлог за институционални механизми како тоа да се оствари, да не се заборави темата. Харалд го спомнал своето излагање 2001 и failed attempt of justice, така го нарече. Точно е тоа, ние се уште имаме рани, некакви лузни и од едната и од другата страна и од 2001. И тие не избиваат. Не избиваат како рикошети. Некогаш помеѓу македонско-македонските односи, кога се злоупотребуваат или употребуваат етнички момент, не избиваат и на други нивоа. Тиранска платформа и така натаму и така натаму. И ние не сме ги запретале тој вид на трауми што сме ги имали. Зборам за двете страни, успоред двата етникума. И конечно, како еден вид на, не знам, постколонијална еманципација, постојат различни странци. Кога ова граѓанско општество, кога овој народ, нација, што и да е, би сакала да се еманципира, би можела да повика друг тип на странци, не овие што ги прават пожински преговори, него баш странци кои што имаат некоја аура на независност, праведност и така натаму. Дали тоа ќе се нарекува Amnesty International, дали ќе се нарекува Обединените нации, на еден случај дали некаков пандан на Дезмонд Туту и така натаму и така натаму. Тоа го прави здраво, резилиентно граѓанско општество и здрави и облик за здрави институции. Тоа не е невозможно, сега може би звучи како Дон Кихот битка, ама без тоа нас ќе се вратат овие проблеми. Дури во некаква интеграција НАТО или Европска унија, кој што гледа дека се полабави. Добро, сега, да, тебе ти дам избор, или модерирам. Ама ќе злоупотребам една секунда. Во да кажам дека да, се согласувам со Гордан дека ова, ако се сведе на ова во парламентот сега и на 81 пратеник, дека да, не е отпочнал, а далеко од тоа да завршува процес на транзицијска правда и на помилување. Вистински процес не е потребен, но според мене тоа е чека. Тоа што ние треба да го бараме е тоа да продолжи понатаму и да биде доследно изведено, да се прошири предлагаче процесот, не би го обезвреднила овој обид на комплетен рикошет. Извини. Не сум многу оптимист за подготвеноста на овие политички елити да зборуваат за вистинско помирување. Има нови елити? Се надевам. Но има нешто што сепак има една светла точка. Пак доаѓа од надворешниот дел на ова што се дешава во оваа држава последните години. Помирувањето со Бугарија, со Грција, со Албанија, со Србија. Окей, не баш, ама добро со Косово нема помирување, ама добри односи. Мислам дека таму има, иако сега вчера, завчера имаше од бугарската страна малце. Ама ова е многу добра подлога, тие заеднички комисии на историчари, на експерти што и да е, по моделот на Германија со Полска, Германија со Чехословакија, Германија со Франција посебно. Но од тие процеси може да гледаме дека тие траат. Тие траат многу долго и еве ова е сега прв обид во книгите за историја да се менува ова монолитно национално гледање на историјата, но реално тоа ќе потрае децении. Но сепак е нешто што мислам дека треба да биде еден од како се вика crystallization points на процесот на помирување. Не само во македонското општество, политичката култура, pinpoint
тотално треба да се работи на нешто што се вика субмисивна, парохијална е спомна Џабир, алиенистичка, тие се таму одговорни партиите, ние не сме нели од таа страна. Друго, тоа што кажете за странскиот фактор, морам да кажам дека имаме искуство, доаѓале странци кои имале за политички диалог, конкретно тоа што работиме, носиме странци за точно по истите причини. Странец што работат Сиера Леоне, Руанда и такви диалози, трибунали и се, доаѓа овде, не е прифатен од нашиве. Прво, тој самиот не ги знае тенкостите на македонско поднебје и таа култура, да кажам. Второ, не е прифатен такав, кој си ти мене да ми даваш памет. Значи пак, може би, Карл би бил прекрасен пример на човек кој ги разбира тенкостите, сега не е ова off topic, само да кажам некој што ги знае прво поднебјето, културата и сите проблематики, па после да дава памет. За шала за среќа. Околу странскиот момент тоа, но тоа што сакав и да го искоментирате, околу пошироката горна го спомна вертикалната оска, политички елити, граѓанство и НВО, па потоа граѓанство. Спремаме нешто од тој тип на многу по-голема, поширока дебата, значи истражување како вие тоа што го правите, диалози на различни теми, со различни актери, политички актери и понатаму граѓански организации и граѓани. Дали мислите дека тако нешто би можело да успее на релативно краток рок? Диалози. Зборуваме за процес кој не е на краток рок, но мора да почне уште вчера. Таков модел на диалози меѓу различните чинители во општеството и политиката секако не е потребен. Мислам дека и се одвива во некоја своја форма, успешна, неуспешна, доволна, недоволна, прашање на други оценки, но мојата поента и пред малку и да се, условно кажано, дистрибуираат во поширока смисла. Инаку така. Ја само еден предлог во диалозите што ги правите. Имам добра идеја, мислам дека добра, може тешко изводлива. Направете две дебати. Едната во ВМРО-ДПМН, другата во Белата палата, другата на Бихачка. На Бихачка викнете во Илија Димовски или некаков Илија Димовски од ВМРО-ДПМН, кој што ќе зборува на тема пред младината на СДСМ, зошто не го сакам СДСМ. А во Белата палата викнете некој од партијата, Дамјан Манчевски од СДСМ, кој што ќе зборува на тема зошто не го сакам ВМРО-ДПМН. Па да видите каква дискусија ќе има и дали ќе може да каже тоа на тој начин и што ќе значи тоа, како ќе избија стереотипите и сериозно само ќе скрши. Само не го успеало се што сакам да направам. Definitivno јасно е дека е потребен некаков процес на помирување. Сега првото прашање би било, значи тоа всушност се проткајува и долги години назад, според она што можам да го забележам во нашето општество. Првото прашање е дали сметате дека воопшто ќе започнеше условно речено некаков процес на помирување, без разлика дали сега ќе се сложиме дека ова е или не е истински процес на помирување. Дали мислите дека ќе се случеше почнување на таков процес, доколку не беа потребни 81 пратеници за почнување на уставните за уставните измени? Тоа е едното прашање. Второто прашање па и коментар во однос на настаните што следеа, односно целата политичка реторика пред и после 27 април, јас според мене, условно речено, главните чинители или главните влијатели, односно оние кои што го имале влијанието да се случи 27 април, јас не гледам дека нивната политичка, нивната реторика ја намалуваат и ја носат на некаква основа за да може да се случи некакво помирување. Јас мислам дека се уште се повикува
притајано или не на некаков раздор, омраза кон другиот и така натаму. И во таа смисла, дали можеме да очекуваме некакви резултати? Да, колку и да е опортунизам во прашање, овој процес што отпочна вака и целта е краткорочна, тој е 81 пратеник и ја мислам дека процесот и самата идеја за помирување немаше да се воведе во јавноста. Можноста еве, дека тие имаат прагматичен интерес да ја отворат темата, ние треба да ја искористиме за да ја продлабочиме и да можеме да истераме еден посуштински разговор на таа тема и еден посуштински процес на помирување. Значи никако не смее да се сведе на тој пазар кој што во моментов се случува. Но од друга страна, па прагматично погледнато, да не беше тој пазар, немаше да се отвори темата, очигледно. Така што, ајде. Ја мислам дека процесот на помирување не започнува ниту завршува со потребата од 80 пратеници, не 80 пратеници за уставните измени. И исто така имајте предвид дека процес на помирување во Македонија бил започнат малку поодамна. Еден таков е процесот на помирување започнат со Охридскиот договор во 2001 година. Процес на помирување повикуваа граѓанските организации, Цивил се наоѓа меѓу нив, ако се сеќава Гордан, 2011 година ние повикавме на процес на помирување, на политичко помирување и тука на Харал можам да го благодарам многу за поддршката и на филозофскиот инпут кој го даде. Процес на помирување имало и претходно. Пржинскиот процес на некој начин имплицира такво нешто. Процес на помирување имаше Македонија можност да започне, односно го продолжи во една многу поквалитетна форма и со стратегијата за интегрирано образование на која работеше Кнут Волебек и во која и Харал беше инволвиран ако не и основоположник на тие идеи кои се во таа стратегија, која токму владеачките партии ДПМН и ДУИ во тоа време, ДУИ можеби дури зеде предимство во уништувањето на стратегијата, ако добро се сеќавам, и така натаму и така натаму. Значи, ова е само уште една фаза во тоа, добар е поводот, одлично е тоа што имаме барем декларирана волја за тоа да се оствари, да се направи, да се организира и да се спроведе. И ние тие декларирани волји треба да ги фатиме и да ги претвориме во нешто повеќе од декларација, нели? Нешто повеќе од изјава, нешто повеќе од дискусија, колку и да е таа интересна или не. И да ја спроведеме вистински. И ова ќе го зборувам постојано додека не им досада да си. Добро, што некоја прашање? Јас вам додам, Да, Од ваќе до чекате, знам. Не, окей, супер, само супер беше прашањето дали ако не беше за разборот. супер беше прашањето дали ако не беше 20, дали ако не беше 80 пратеници што отвориш темата, мислам дека на некој или на еден или на друг начин да. И сега ви кажам зошто го мислам тоа. Има еден човек на постои во држава кој што можеме да го искористиме. Тој е премиерот Зоран Заев. Ја не знам колку он разбира транзициона правда и така натаму, но сега тука е прашање на карактер и така натаму, има еден инстинкт кој што да речеме помирувачки инстинкт. Он го вика тоа христијански и така натаму. Согласувам се тоа, ние ќе му даваме на тоа политичко. Да, и плюс има една доза на месијанство у неговото политичко делување, кој што јас ја гледам во последната година, кој што исто така месијанство гледа за мене негативен политички концепт во негативен смисла во морална, но во овој случај може да се искористи како едно предоање за една вид на пошироко помирување. Затоа треба да го искористиме се да е тука. Да. Да, се согласувам со тоа.
но тоа не е ова е на некој начин став, односно како што ти кажеш, прашање личноста, характерот на човекот. И ова е спротивставно на интересите на голем дел од елитите, од политичките елити и од неговата партија. И тоа треба да ни биде јасно дека негова позиција не е автоматски позицијата на партијата, односно на сите од партијата. Посебно посебно бизнес интересите на кои почна од почеток, да му се спротивстава доста јако. Да, многу битна поента и ти се што направи Гордан претходно на некој начин она може би осамена фигура во својата партија во целиот тој процес. Прашање колку се уште зборуваме за помирување на елитите, а колку само за една обитна премиерот. Ние можеме само да придонесеме со тоа што таа расправа ќе направиме по-суштинска како граѓанско општество и стручна јавност. Ако нема уште некој прашање да затвориме за денес, така да. Немам прашање, ама една коментар. Кој ви е таргетот во студијата? Политички елити, жртвите, народот? Супер беше. Ајде да завршите. Не разбирате. Зашто тука има многу инволвирани страни. Збориме само за помирување. Ако збориме само за 27-ми, уште ја мислам дека тој помирувањето е дел и не толку, не е баш главната цел. Кај се тука медиуми, кои што довчера пропагираат за такво што дојдовме до оваа тема? Се извини некои медиуми? Кај се тие аналитичари што ја ги гледав во тој период во режимот што цело време кај да ги пуштеше, сега ги снема, се извинија ли тие аналитичари? Да не збориме за политичари, главниот ги избега. Кај се тука академци, некои професори? По помирувањето мислиме дека треба по-генерално да се свати малце и тие луѓе да бидат инволвирани во тоа. Збориме за транзициона правда. Ако е правда, кај се тие 20 години збориме за реформата на судството? Истите тие суди решава предмети и во режимот кој истите и сега. Тие се обвинители, а сега се ќе ставиме пак во таа обвинителство, под капа на тоа обвинителство, да не се случи како што се случи во романи, не дај Боже. Ама можно е, пошто ќе имат шефи таму. Овие теми, не знам дали ги додирате до студијата. Што сте ја спремиле. И кај се тука, ја слушнав само за 27. Кај се тука меѓуетничкото помирување. Имавме неколку случаи, не забораваме дека 3-4 дена имавме војна во Куманово. Имавме жртви таму и од двете страни, ама имавме жртви што луѓе избегаа 3-4 дена не беа дома, куќи нема, све им беше палено. И други случаи што ја мислам дека треба да стојат таму, ако веќе зборуваме за режим, треба да се фати цел период што се дешавало и што треба подетално, што треба да се помирува во тој период. Јас само пред да фала на прашањето, пред да даде Гордан одговор, да кажам дека имаме уште 5 минути и мора да завршиме заради распоредот овде.
Да, сите овие теми ги зафаќаме и периодот е поширок, исто и медиумите и академската јавност се опфатени. Гордан спомна нешто веќе за тоа, а рековме дека 27 го и комисијата во парламентот ја ги користиме само како повод за Гордан. Много кратко, значи тоа е главното прашање што го поставите или дилема, како да се дојде до тоа. И сега тоа нема еден одговор на оваа тема. Зборуваме за општеството е само по себе комплексно, зборуваме за многу неправди или многу луѓе што мислат дека претрпеле неправда. И многу други можеби кои што мислат дека тоа не било неправда. Затоа во случајот на транзиционна правда клучна е жртвата. Значи, клучно е да се адресира жртвата, или што вика репарации, некој задоволство да добие жртвата. Некогаш е финансиско, некогаш е морално и така натаму. Но прашање во вакво општество, па која е жртвата? Може ли да излезе на крај дека може би овие Бетмен, Велит, оперскиот пејач биле жртви на некаква манипулација? Вики немаме ни резка подалба како што имаше во Руанда, каде што едните коле и другите коле, не да Боже. Тоа е само еден аспект. Инаку, така наречените комисии за вистина, кои што јас ги заговарам и ги заговарам и понатаму, се многу важни во цела оваа приказна. Што прават тие комисии за вистина, само кратко ќе ви кажам. Значи, овие комисии може да дадат запис за минатото, целото минато, кој е точен или прифатен за точен, прецизен, објективен и официјален од големото граѓанство. Нормално нема да биде тоа од оние што ги правиле најголемите злодеа, да кажем. Али од широкото граѓанство. Ваквиот запис за минатото, дури кога не подразбира легални импликации, служи за утврдување на вистината и степенот и влијанието на насилното минато на јавната свест. Значи, еден вид на ви кажуваме што се случило, ние сме тие што го кажуваме што се случило, значи од некаква морална позиција и водиме понатаму. Комисиите за вистина може преку својата работа да ја помогнат работата на јавното обвинителство, но може да изградат случаи да предложат други начини на реституирање на правдата. Особено во случаите каде што е тешко да се утврди кривична одговорност. Таквите некривични санкции може да подразберат оддалечување од службата, например за полициски службеници. Враќање на претходната состојба на оние кои не се неправда или штета, избркани или деградирани од работа по некаква политичка основа, или да се предложи општо корисна работа за одредени лица на страна. Потоа овие комисии обезбедуваат јавна платформа за жртвите на претходниот режим. Ако Ајден и Велија Ранковски, јас например мислам дека бил жртва, или Космос, што го лишам, мислам дека бил жртва на претходниот режим. Овие Змиско око, што ги држа по притвори, и така натаму мислам дека биле жртви. Таквата комисија има возможна платформа да се и целото општество да дознае на верификуван начин дека тие се навистина жртви. Нема да се врати Космос и ајде нема да се изгради пак и најверојатно нема да ги добијат парите назад. Но еден вид на сатисфакција која што ќе значи од цел до овде знаеме каде, одиме понатаму. Диво населје исто така, но тој е покрупен и покомплициран случај. Тука потенцијалните жртви на овие политички проблеми ќе може да најдат одредена општествена сатисфакција и широко прифатено разбирање за нивните страдања, вклучително и можност за одредени репарации. На крајот на денот, ние зборуваме за судството кое што денеска треба да велиме дојде живот или кризата заврши, судството знаеме какво не. Ваквите комисии за вистина од една висока позиција ќе мора да предложат дека мора да се направи реформа на судството. Дали така значи ветинг систем, дали ќе значи одредување на кои конкретни луѓе од судството правеле некакви неправедности. Но тоа на крај завршува своја реформа на правосуден систем, од кога ќе завршат овие цели процеси. Комплициран механизам, голема е зградата, со многу врати и многу прозорци, но ако се одлучи се почне така, нема друг пат. Тој е единствениот пат кој што може да донесе во мирни води, да кажем.